Кога зборуваме за македонска традиционална храна, може би на врвот на пирамидата ќе би го ставиле ѓомлезето, затоа што некако ги покрива сите националности, сите култури, нема тука мешање на други продукти од животинско потекло и знам дека сите го јадат, односно баш сите го подготвуваат без разлика на народност или нација. Така што ѓомлезето ќе ни дојде една универзална слика за нашата храна во татковината. Мојот прв комад беше во 4-то оделение и уште тогаш покажував аспирации кон месени јадења, кон традиција, кон начин на послужување, кон собирање на целото семејство околу храната и тоа некако ми остана да го негувам до ден денес. Моето прво ѓомлезе, односно мојата прва изработка на ѓомлезе ја поврзувам со баба Лојза, односно со незините инструкции за правење ѓомлезе. Понатака имам многу смешни искуства во однос на тоа. Тоа е дека започнав понатака сама да правам ѓомлезе, меѓутоа или ќе ставев премногу жар од оздола, или од озгора нешто ќе го изгорев и најчесто средишниот дел беше јадлив и убав, а останатиот моравме или да го фрлиме или да го дадеме на кокошките или кучињата да го јадат. Сега брашното многу е убаво да се исее, затоа што се добива една ровкост, си добива некој сам волумен во самото сеење и овдека подготвуваме со изворска планинска вода, затоа што ја имаме среќата да ги имаме во планината Галичица и изворите на Летница, од каде што половина и повеќе град пие вода од нив, чиста изворска вода. Лесно е човек да седни, да нарача и да го изеде нештото, но поавтентично, покарактеристично е кога го очекуваме, кога подголтнуваме, кога го мирисаме и знаеме дека за половина час можеби ќе го јадеме. Кога сакам јас на странец да им го објаснам ѓомлезето, не ги пречекувам со веќе готово ѓомлезе, туку сакам заедно со нив да го подготвувам, да се вклучат доколку сакат во самиот процес, да ја видат истрајноста, трпеливоста помеѓу секој слој за кој што треба време да се нагори сачот, па да се стави врз кората, па повторно, да се става помеѓу секој нагорување на сачот трески, за да се добие пламен и нова топлина за нова кора. Потоа сечењето исто така интересно, карактеристично и потоа еден сат го велиме ние зорење, а тоа е внатрешно топлење, односно внатрешно вриење на самото тесто. Ме радува фактот дека се повеќе и повеќе млади луѓе гледаат да го научат процесот на изработка на ѓомлезе и се повеќе и повеќе ги има оние кои што го прават тоа првично во своите домови, можеби за друштва или за некои своји куќни слави или некои други празници, но од тука произлегува и нивниот менаџерски или иновативен дух и потоа ги препознаваме како луѓе кај кои што можеш да го порачаш и тоа да го имаш на трпезата.